Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. Општина Кочани почна нов циклус од проектот за ангажирање невработени лица за извршување општинско корисна работа. Лицата ќе бидат од евиденцијата на Агенцијата за вработување и ќе извршуваат услуги со кои им помагаат на граѓани од социјално ранливите категории. Општина Кочани го почна седмиот циклус од проектот за општинско корисна работа, преку кој работно се ангажираат 15 невработени лица кои ќе даваат социјални услуги. На средбата со ангажираните, градоначалникот на Кочани Никол Чујлиев истакна дека користа од реализацијата на овој проект е двојна и за невработените и за граѓаните кои ги добиваат услугите. Користа е обострана, значи прво користа е на луѓето на кои што ја требна потребна поддршка, ќе ја добијат од вас, а обратно за тоа вие ќе добиете соодветна надокнада, што секако е во интерес на сите страни кои се вклучени во овој процес. Значи, процесот, како што споменавме, трае подолги години, што значи дека ние како локална самоуправа, заедно со целиот тим, упорно работиме на проектите со кои што навистина покажуваме дека сме доследни партнери на нашите поддржувачи, со тоа што постојано ги добиваме овие проекти кои се од интерес на сите граѓани на општина Кочани. Ангажираните лица во општинско корисна работа ќе имаат 20 работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман статусот на невработени им останува непроменет. Освен тоа, ќе добиваат бруто месечен надоместок од 9000 денари, што вклучува персонален данок на доход и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување. Имаме 5 за грижа и нега на стари лица, 5 за грижа и нега на лица со хендикеп, 3 образовни асистенти и 2 ангажирани во Центарот за донација како посредници во делење на донации. Целта на програмата Општинско корисна работа е од една страна да се подобри квалитетот на живот на ранливите категории, а од друга страна да се подобри конкурентноста на пазарот на трудот на невработените лица. Од оваа година за прв пат имаме задолжителни обуки и зголемено време на трајање на проектот, значи беше 6 месеци, сега 7 месеци, само заради обавување на неопходната обука. Стекнувањето на обука сметаме дека исто е така еден бенефит и за општината и за ангажираните лица, бидејќи со поминатата обука, со лиценцата ти имаат можност понатаму да работат и самите, поготово услугите за стари изнемоштени, за лица со хендикеп. Исто така да работат и во странство, значи тие важат лиценци. И инаку се скапи, а тие ги добиваат преку проектот. Проектот е финансиран од UNDP и имаме компонента SDC, односно Швајцарска агенција за развој. Општина Кочани е една од општините која што е вклучена и во таа компонента, и целна група на компонентата SDC во ангажираните лица се роми и лица со хендикеп. Во изминатите години, преку проектот за општинско корисна работа, во Кочани беа ангажирани 76 лица. Тие се долгорочно невработени или социјално ранливи, а на 20 од нив им е помогнато да се вработат. Со проектот помош и услуги добиле над 1000 граѓани од различни возрастни и социјални категории во општината. Спортскиот терен и источната страна од дворот на гимназијата Лјупчо Сантов ќе добијат нов изглед со реконструкцијата на просторот. За преуредувањето се инвестираат над 2 милиони денари, а работите треба да завршат до средината на ноември. Со воведување во работите на изведувачот почнува практичната реализација на проектот за реконструкција на спортските терени и за партерно уредување во дворот на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Најстарото кошаркарско игралиште, кое што е во руинирана состојба, ќе биде целосно приуредено и ќе се намени и за одбојка. Со реконструкцијата ќе биде опфатена површина од 700 метри квадратни, од кои 180 метри се за уредување на терен за фитнес. Според проектната задача, ќе се отстранат сегашните подлоги, ќе се израмни асфалтниот дел и ќе се постави арматура од мрежа. Исто така, игралиштето ќе добие нови кошеви, а на теренот ќе се постават и 8 справи за вежбање. Непосредната околина ќе добие и 4 клупија, предвидена и ревитализација на постојните електрични столбови.
Со Липчо Сантов Кочани има спортска сала која што е вон спортските димензии, во која што често пати се случуваат 2 или 3 класа во ист временски период да имаат часови по спорт и спортски активности. Па поради тоа кога временските периоди тоа ќе го дозволат, а и поради самата настаната пандемија, сметаме дека убаво би било да бидеме подготвени да ги оспособиме овие спортски терени, а едноставно па и да залечи заради тоа што нашето училиште се наоѓа во централниот дел од градот и не доликува на едно училиште да има руинирани спортски терени. За реконструкција на спортските терени наменети се 2.150.000 денари, а работите ќе ги изведува фирмата Панел М. Рокот за завршување на градежните работи е до средината на ноември. Во изминатиот период во Средното општинско училиште Лупчо Сантов беа реконструирани и тоалетите, спортската сала и училишната библиотека. Исто така целосно беше заменето осветлувањето со LED штедливи светилки, а во училниците се поставени бели магнетни табли и 23 нови влезни врати. Општина Кочани ја почна постапката за изработка на урбанистичко решение кое ќе представува основа за изградба на кружен тек меѓу улиците Павлина Велјанова и Димитар Влахов. Се работи за една од најфреквентните крстосници на влезот во градот, на која поради специфичната местоположба често се случуваат сообраќајни несреќи. Локалната самоуправа на Кочани ја почна постапката за изработка на урбанистички проект за инфраструктура за изградба на кружен тек на местото на постојната крстосница меѓу улиците Димитар Влахов и Павлина Велјанова на влезот во градот од западната страна. Во тек е јавниот повик за избор на проектантска фирма, која треба да изработи сообраќаен и основен проект, заедно со извршена ревизија на истите, а за што од општинскиот буџет се планирани околу 120.000 денари. Од давателот на услугата се бара при изработката на проектот да ги почитува постојните решенија во генералниот урбанистички план и важечката урбанистичка документација за локацијата каде што е планирано да се гради кружниот тек. Решението на ваков начин да се регулира сообраќајот се смета како едно од најповолните и најефикасните во надминувањето на сообраќајните проблеми во овој дел од градот. Станува збор за една од најфреквентните делници на која поради специфичноста на теренот и делумната непрегледност во изминатиот период често се случуваа сообраќајни несреќи со потешки или полесни последици. Изградба на кружни текови, локалната самоуправа најавува и за булеварот Тодосија Паунов и за останатите улици на кои според просторните услови е можно такво решение. Јавниот повик за пријавување на заинтересираните проектантски фирми кои треба да изработат урбанистичко решение за кружниот тек меѓу Павлина Велјанова и Димитар Влахов трае до 1 октомври. Избраниот давател на услугата ќе има рок од 4 месеци да ја заврши планската документација. Кочани 2 дена со едноцифрена бројка на заразени од COVID-19, бележи Министерството за здравство. По неколкудневната двоцифрена бројка на заразени, вчера имавме 9, а во последните 24 часа регистрирани се 4 ново заразени лица. Останува да важат препораките за заштита од COVID-19, за кои постојано апелираат и одговорните во локалната самоуправа на Кочани. По неколкудневна двоцифрена бројка на ново заразени на дневна основа од COVID-19 во Кочани, состојбата полека се смирува. 2 дена поред имаме едноцифрен број на ново заразени лица со COVID-19 во 24 часа. Вчера 9, а во последните 24 часа само 4 нови случаи на заразени, со што бројката на активни случаи во Кочани достигна до 152. Во Виница во последното деноноќие има регистрирано еден нов случај на заразен со COVID-19, со што бројката во оваа општина достигна до 28 активни лица во моментов. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1372 тестирања. Регистрирани се 112 нови случаи на COVID-19. Најмногу во Скопје 46, Куманово и Битола по 7, Струга 6, Гостивар и Радовиш по 3, Струмица 11, Кочани, Охрид и Велес по 4, Пробиштип, Берово, Тетово, Валандово, Виница, Делчево, Кратово, Штип, Ресен, Свети Николе по 1, Кичево 2 и Прилеп 2 случаи.
Институтот за јавно здравје регистрира 159 оздравени пациенти, од кои Кочани 4 и Виница 2 оздравени пациенти. Во болнички услови починати се 8 пациенти. Од Тетово, Струмица, Делчево, 2 од Струга и 3 пациенти од Скопје. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 17.786. Бројката на оздравени пациенти е 14.801, на починати 737, а во моментов бројот на активни случаи во земјава изнесува 2248. Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет мобилност од Кочани шампион во знаење за 2020 година. Во силна конкуренција од екипи од целата држава го освои првото место на републичкиот квиз надпревар, што во организација на Националниот сојуз на телесни инвалиди Мобилност Македонија се одржа во Скопје. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија, Мобилност Македонија, викендов во големата сала на Даре Джамбас во Скопје, го одржа 26-тото издание на републичкиот квиз надпревар за лица со телесен инвалидитет на Македонија. Надпреварот и во двата дена се спроведе со строго почитување на мерките за заштита од ширење на COVID-19, со дезинфекција на раци и нозе на сите учесници, мерење телесна температура со бесконтактен термометар, подпишување изјави за согласност и прифаќање на ризик. На надпреварот учествуваа 12 екипи поделени во 4 четвртфинални групи составени од по 3 екипи. По одржување на 4 четвртфинални квиз надпревари на 26-ти, двете првопласирани екипи од секоја четвртфинална група се квалификуваа за полуфиналните борби, а 4 екипи кои се пласираа на третите места го завршија својот настап на годинашниот надпревар. Во полуфинале влезе екипата на Мобилност Кочани. На 27 септември се одржаа двата полуфинални квиз надпревари. Во првиот полуфинален квиз надпревар, првото место го освои екипата на Мобилност Кочани во состав Горан Војновски и Васил Чоилиев, со освоени 117 поени, додека на второто место се пласира екипата на Мобилност Скопје. Во вториот полуфинален квиз надпревар, првото место го освои екипата на Мобилност од Велес, додека на второто место се пласира екипата на Мобилност Радовиш. Финалниот квиз надпревар донесе нова возбуда и солидно знаење од страна на сите учесници. После многу промени во радоследот на екипите во текот на играта, на крајот најмногу знаење и умешност покажа екипата на Мобилност Кочани, која го освои првото место и титулата шампион на знаење за 2020 година, со освоени 80 поени. Учествува во квалификациите фактички од сите градови во Република Македонија учесници и потоа во Скопје во финалните надпревари учествуваат 12 екипи, од кои Мобилност Кочани во состав Василчо Илиев и јас освоивме прво место. Имаше прашања од сите области, имаше историја, географија, спорт, наука, разни области, музика, филмови и така. Првото место пред се малку знаење и среќа во прашањата и брзи прсти, поради тоа што повеќето игри се кој побрзо ќе го притисне тастерот. Второто место и припадна на екипата на Мобилност Велес со освоени 57 поени. Третото на екипата на Мобилност Радовиш со 44 поени, а четвртото место и припадна на екипата Мобилност Скопје 1 со освоени 34 поени. Овие 4 екипи воедно ќе бидат носители на четвртфиналните групи на следниот 27 поред републички квиз надпревар во 2021 година. На правопласираните 3 екипи и на незините членови ќе им бидат доделени плакети за учество и за освоен пласман. Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет Мобилност од Кочани функционира долги години и е едно од поактивните во државата, со учество на бројни надпревари ширум републиката. Војновски побара помош за донација за Сдруженијето. Сдруженијето ги има сите услови за работа, меѓутоа моментално ни фали компјутер, па ги повикувам тие што можат да донираат, да не мора да е нов некој подобар компјутер, пошто компјутерот
во Сдруженијето моментално е од 98 година и многу споро отвара и не можеме добро да работиме. Сдруженијето Мобилно Скочани е меѓуопштинско здружение кое ги опфаќа лицата со телесен инвалидитет од општините Кочани, Виница, Берово и Делчево и брои 360 членови. Во моментов, поради здравствената криза со COVID-19 е со намалени активности и многу планирани тематски работилници беа одложени, како и учеството на одредени надпревари на ниво на држава, во кој Кочанското здружение секоја година зема учество и освојува први места на државно ниво. Библиотеката Искра од Кочани ја реализираше едукативната работилница Информациска писменост, чија цел е зголемување на информираноста, знаењата и вештините кај корисниците да бараат, лоцираат и успешно да пребаруваат во различните бази на податоци со кои располага установата. Библиотеката Искра од Кочани како институција со основна дејност во културата, водена според главните стратешки насоки и клучни иницијативи наведени според Меѓународната организација на библиотеки и асоциации, овозможување на слободниот пристап до информации без оглед на медиумот и границите, а исто така познавајќи ги насоките и на Лионската декларација за пристап до информации и развој, планирајќи и реализирајќи програми за развивање на информацијската писменост кај своите корисници, ќе води до неизбежни промени на библиотеката да прерасне во активен центар за поддршка на развојот на знаењето, центар на заедницата и социјален инкубатор. Цел на едукативната програма реализирана преку работилницата Информацијска писменост е преку креирање и реализација на едукативни содржини да се зголеми информираноста, знаењата и вештините кај корисниците да бараат, лоцираат и да користат информации, како и успешно да пребаруваат во различните бази на податоци, да ја познаваат достапноста на сите ресурси со кои располага библиотеката, каталози, библиотечно-информацијски системи, kobis.mk, информацијски систем за истражувачката дејност во земјата и во регионот ЕКРИС, достапните библиотечни услуги, со што истовремено се реализира заштита на движното културно наследство и се зголемуваат знаењата и индивидуалниот развој на корисникот. Вклучени во работилницата беа деца и млади на возраст од 13 до 16 години, а истата се реализираше во дворното место на библиотеката Искра во Кочани, организирано според сите протоколи за реализација на културни настани на отворено. Реализатор на активноста беше Магдалена Кочовска Салтирова, виш библиотекар. Исто така на активноста им беа подарени книги на сите учесници кои дадоа свој придонес во програмата Најубава мисла и порака и мојата прва книга, спроведени преку онлайн конкурсот на библиотеката Искра Кочани. Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.